Не е лесен патот по кој животот засега ја води нашата 21-годишна соговорничка. Едва врзува крај со крај, а веќе е мајка и живее во вонбрачна заедница. Пред една година се породив со првото дете. После тоа забременив, после 5 месеци забременив пак, каде што морав да направам медикаментозен абортус, бидејќи мојата финансиска состојба не ми дозволуваше да одгледам уште едно дете. Морав да го направам тој абортус. Се обратив во државната болница гинекологија и акушерство, каде што ми ги направија потребните анализи и прегледи и направив медикаментозен абортус. Оваа млада мајка не е единствената жена во земјава која е во социјален ризик и која и да сака, речиси и да не може да го планира семејството. За да се спречи непланирана бременост, потребни се контрацептивни средства, а за нив требаат пари. Кога најдов матичен гинеколог, се консултирав со матичниот гинеколог и гинекологот ми даде рецепта, каде што јас морав да си ја купам таа контрацепција. Не можев да си ја дозволам, бидејќи беше според мене прескапа, околу 500 и нешто денари. Не можев да си ја дозволам. Освен лицата во социјален ризик, втора поголема група што често не може да си дозволи контрацепција и кај која почесто се јавува непланирана бременост, се младите. Активистите на Хера Млади сведочат дека се повеќе млади луѓе немаат никакви информации за правилна заштита од несакана бременост и сексуално преносливи болести. Колку им се достапни на младите средствата за контрацепција? Па, мислам дека многу малку, од причина што во аптеките треба да дојдеш со родител за да ти дадат одреден вид на контрацепција. Кондоми, пример, не знаат како правилно се користи, како правилно се чува кондом пред да дојде до употреба на него. Контрацептивните средства најпрви во Македонија и за младите и за целата популација не се достапни многу затоа што ние имаме многу контрацептивни средства кои што едноставно ги нема во Македонија. Например, ние како основни две контрацептивни средства, машкиот и женскиот кондом, во Македонија го имаме само машкиот кондом како избор. Потоа исто како недостапност е и цената, самата цена по која што тие се продаваат и која што е многу повисока од она што треба да биде. Како изгледа кога млад човек ќе побара контрацепција, ни покажаа и Ларија и Марко. Во првата аптека што ја посетивме добија совет дека се многу млади за да се интересираат за темата. Во друга добија подетални информации околу цените. Треба да се интересира контрацепција. Година 260 Не орална контрацепција? Не. Кондоми не држите? Кондоми, да. Цената е 33 и овие се предпоставам на парче, така? Во една од аптеките ги прашаа и за возраста, а детално им беше објаснето и дека не можат да добијат средства за контрацепција без подпис од гинеколог. Имаш 450 денари јасмин, микробинол 160 денари. Обично тие. Со рецепта, така? А тие не одат на рецепта, одат пак ти треба рецепта од гинеколог дека ти се. Немањето пари не би било пречка за младите и социјално ранливите категории да дојдат до контрацепција, ако барем едно такво средство се стави на позитивната листа, велат од невладината Хера. Од организацијата подсетуваат дека не само што треба, туку владата се обврзала на такво нешто во меѓународни и национални документи. Во моментот тоа не е остварено. Иако клучно според мене е тоа што не постои имплементација на последните законски измени на Законот за здравствено осигурување, кој што го олесни всушност начинот како ќе се ревидира позитивната листа на лекови. Значи, ако претходно имаше еден куп комисии кои што одлучува, сега има една комисија која што одлучува и сето тоа се прави врз основа на правилник за позитивната листа. Ниту комисијата е се уште формирана, зборуваме за измени од 2020 година, комисијата не е се уште формирана, правилникот се уште не е донесен, што значи овој процес е комплетно закочен.
Иако нема на позитивна листа, во земјава сепак има бесплатна контрацепција, но колку да се каже дека постои. Првиот проблем е што програмата се однесува само на жени од социјален ризик и тоа на многу мал број. Се многу ниски средствата кои што се одвојуваат за оваа бесплатна контрацепција за ранливите категории жени. Ако 2018 сме имале 150, околу 150 жени покриени со овие средства, веќе 2019-2020 имаме само 50, околу 50 жени, што е речиси воопшто. Немаме покриеност никаква. Вториот проблем во актуелниот модел за бесплатна контрацепција ни го открија од Сдруженијето Иницијатива на жени од шуторизари. Средствата, велат, се достапни само на клиниката за гинекологија и во гинеколошката болница во Чаир. Кога го тестиравме ова на терен, увидовме дека имаме 0% искористеност од 100 испитанички. Една од препораките е, впрочем, да контрацептивните средства за да бидат достапни треба да се бесплатни, а воедно да бидат и достапни во самите ординации на нивните матични гинеколози. Дека ќе го олесни пристапот до средства за контрацепција, владата ветила во своите програми и во 2017 и во 2022 година во делот за планирање на семејството. Па прашавме во владата зошто наместо тоа се кратат парите. Од владата не упатија до Министерството за здравство, од каде пак се оправдаа дека ги намалуваат парите бидејќи нема интерес. Потенцираме дека финансиските проценки во Министерството се во согласност со процентот на реализацијата на самите активности во програмите. Министерството за здравство подеднакво се грижи за сите категории пациенти во рамки на обезбедениот буџет, утврден преку Министерството за финансии и владата на Република Северна Македонија. Тоа не значи дека во иднина нема да биде тренд растење на средствата за програмските активности. Зошто пак и покрај владините ветувања нема ниту еден контрацептив на позитивната листа од Министерството за здравство, велат? Во однос на проширувањето на позитивната листа, подсетуваме дека веќе има подготвено предлог правилник кој го направивме во соработка со Комисија од Европската Унија, кој ќе биде најобјективен во делот на селектирањето кој лек под какви услови може да биде дел од позитивната листа. Во земјава има само дел од различните орални средства за контрацепција, вели председателот на Македонската асоциација на гинеколози и професор од клиниката за гинекологија Глигор Тофовски. Значи, сем кондомите, да ги споменем, има хормонски таблетки, има и хормонски сега интраутерини, помагало, односно така наречени спирали. Во Македонија за жал има наместо тие комбинирани хормонски, има и само прогестеронски хормонски апчиња. Меѓутоа има и импланти кои што се ставаат, исто така траат, држат со години. Има дури во светот и спирали за кај жени што не раѓале, за кај девојки. Според Тофовски, правилната употреба на современите средства за контрацепција носи повеќе придобивки не само за репродуктивното здравје на жената, туку и во креирањето на политиките за планирање семејство. Научно е докажано дека оние кои го планираат семејството и употребуваат контрацепција, статистички имаат повеќе деца од оние кои не употребуваат контрацепција. Ние имаме еден голем процент на адолесцентни мајки кои раѓаат до 20 години, кои што понатака во животот се во стрес, тие самите не се доволно некогаш зрели да бидат родители и понатака не се решаваат за второ дете. Додека се чека бесплатна и достапна контрацепција од државата, потребите на околу 500 жени во социјален ризик ги покрива невладиниот сектор. Во центрите Сакам да знам, наводно и во Шуто Оризари, младите може да добијат бесплатни кондоми и орална контрацепција, па и преглед од гинеколог и психолошка поддршка. Во центарот во Шуто Оризари редовна контрацепција секој месец земаат околу 30 жени. Меѓу нив е и 21 годишната млада мајка која вели дека сега научила повеќе да се грижи за своето здравје. Со оглед на тоа дека не сакам во последниве 5 години да забременам, сакам да си ставам и спирала, но чекам да започне новата ординација што е предвидена во Шуто Оризари со новиот матичен гинеколог, за да можам да се консултирам за потребните прегледи и анализи.